Дали е точно дека во вторникот се одвивала мала драма и дека, иако се чинеше известно, дека лесно можеше да се случи Македонија да остане без препорака за почеток на преговори? Јас не би го нарекла тоа драма, но имаше доцнење. Само за една година Јункер промени генерално став од, како го нарекува, кочничар на проширувањето во септември 2017, во февруари веќе, како и Могерини, увидела дека Балканот има стратешка цел за Европа. Флориан Бибер вели дека од аспект на Европската унија, на земјите членки, ќе биде многу полесно Унијата да се прошири од една со 4, отколку, например, со една, па по две години со уште една, па по 2 години со уште друга земја, и дека можеби тука треба да се гледа шансата и на Македонија и Албанија. Мислам дека Бибер има право. Дали дури ако преговорите не се финиширани за името, дали е можна некаква варијанта во која што во јуни ќе биде донесена некаква политичка одлука за Република Македонија? Ќе биде малце незгодно за Грција да постави ново вето, онака остро како што беше, да речеме, она за НАТО, ако преговорите за името се тргнати кон решение.